Како да се живее достоинствено на село? Одговорите на ова прашање, но и на многу други. Ќе ги побараме од нашата денешна гостинка. Велам добар ден и добре дојде за Лилјана Јоновски, извршна директорка на невладината Рурална коалиција. Добар ден и благодарам на поканата. Имате еден многу убав проект кој што е во тек и јас би започнала со него. Патот до селото, создавање на одржлив рурален развој во срцето на природата. Да. Се одлучивме да малку поработиме локално со оглед на тоа што доаѓам од Кичево, седиштето на организацијата ни е во Кичево, меѓутоа работиме на територијата на цела држава од 2013 година, токму во делот на земјоделството и на руралниот развој. Сметаме дека има, и тоа нели се види и низ прилозите кои што претходно ги следевме, има потенцијал за развој и на руралниот развој и на туризмот. Македонија има многу што да понуди. Од 2019 година некако поинтензивно започнавме да работиме на овие теми со оглед на тоа што нели беше ковид кризата и тогаш некако сите веќе се свртевме кон своите корени, кон своите куќи, кон своето потекло, кон селата, па и ние исто и како семејство и како што и многу други. Тие периоди нели кога бевме и затворени во домовите, најчесто ги минувавме на село. Она што ние сега се сетивме дека имаме некаде куќи, да, и дека некаде потекнуваме. Да, и точно сите разбравме од каде ни е всушност потеклото. Така. И тој период некако многу ни даде мотивација како тоа што тогаш се случуваше, да селата беа навистина живи, како е можно да тоа продолжи понатаму и по завршувањето на ковид кризата и проектите некако во таа насока ни беа од еден на друг, а овој последниот сега одлучивме малку по сериозно да се позанимаваме токму со дел од предизвиците со кои што се соочуваат и жителите на село, меѓутоа и што е она што е потребно за рурален развој и како тоа во директна соработка со општините да може да надминеме дел од овие предизвици со кои што се соочуваме. И каков е патот до селото? Трнлив? Патот до селото, да, е доста трнлив, има доста голем број на предизвици со кои што се соочувате и има доста голем број на работи кои што исклучиво не зависат од вас. Односно, она што ние постојано го потенцираме, а сега се види и на терен, многу е важно да сите заедно работиме за да се подобри квалитетот на живот на село. Па така, низ овој проект, успеавме да ги собереме на една маса сите локални чинители, вклучувајќи сега конкретно овој проект е за Кичевскиот регион и за реонот на Илинска планина, па успеавме да ги собереме на иста маса и институциите и општината Кичево. Исто така во тој регион ние имаме формирано и локална акцијска група, тоа е исто така еден вид на здружение каде што и бизнис секторот, локалниот бизнис сектор учествува во насока на заживување на селата и на руралниот развој, како може да направиме некои подобрувања кои што ќе значат многу за сите. Она што низ тие дебати, низ тие фокус групи кои што ги правевме, кои што се утврди дека е најпотребно, е што всушност ние и првично немаме, да речем, некоја стратегија, посебно на локално ниво, кога станува збор за промоција на руралниот туризам пред се. Па токму во заедничка соработка одлучивме да направиме програма за рурален туризам, која што ќе го промовира Кичевскиот регион и реонот Илинска планина. Тоа е прва таква програма која што ја изработивме заедно со општина Кичево. И тоа е всушност првата мапа со туристички локалитети во реонот на Илинска планина, а го објавивте и првиот туристички водич за Кичевскиот регион и реонот на Илинска планина. Да. Откако започнавме да изготвуваме програмата, се појави исто така едни од главните активности кои што и самите жители на тие средби ни доаѓа исто така и жители од местните заедници. Морам да спомнам дека во овој последен период доста се активираат местните заедници, се вклучуваат жителите и од градот, особено од околните села кои што се поблиску до градот, па и од тие подалечните, се со цел да преку такво активирање на местните заедници се активираат и жителите, ама и сите оние кои што се заинтересирани, кои што сакаат да вложат во руралниот развој и туризам. Сега првиот предизвик беше како да се испромовираме и како повеќе да дознаат за нас во тој регион. Ние имаме таму и доста манастири, имаме доста цркви, имаме конкретно, например, посебен извор на солена вода и така натака. Тоа се некои специфичности или туристички атракции кои што ретко кој ги знае. И така, за жал и во Македонија луѓето многу малку знаат
за некои од тие Апсолутно места. се сложувам. Да, ние и дури и тука сме од тој регион, па голем дел од овие да речем атракции не ни се не ни беа познати и препознатливи, затоа одлучивме да направиме еден туристички водич каде што секој ќе може да се информира за токму за тој район, што може да поседи, каде може да види, што може да вкуси од нашата храна и така натака, и да сето тоа ни биде освен во водичот каде што може подетално да се информираат за локациите кои што се таму атрактивни, на една мапа, да може и да знаат точно како да дојдат до тие атрактивни локации. И всушност и не застануваме тука, таа мапа ние сега ја имаме во печатена верзија, меѓутоа во наредниот период ќе поставуваме и поголеми информативни табли, особено да речем бидејќи ние се наоѓаме нели на таа траса Скопје, Кичево, Охрид, да може и сите кои што минуваат низ тој регион да може да видат точно каде се наоѓаат овие локалитети и секако да застанат и да ги посетат. Она што ќе го направите викендов кој што е пред нас, кога сме веќе на оваа тема, пред да преминеме на нешто друго, е на еден убав настан кој што ќе се случува токму во овој регион. Да. Она што исто така сакавме да го направиме, не да нели само нешто ставиме на хартија, имаме на хартија и така натака, туку и да може да и во живо видиме како изгледа една туристичка локација, како изгледа едно рурално место. Па така се одлучивме и за малку пооддалечено, да речем, место од градот Кичево. Селото Прострање се наоѓа на 25 километри од градот Кичево, е над 800 метри надморска височина, е доста атрактивно во однос на градбите, селските куќи кои што се со стара традиционална архитектура, има доста вода низ селото, доста селски чешми, има неколку цркви. Исто така има и една воденица која што припаѓала во минатото на семејството Јанакиеви и ги обслужувала не само тука во селото, туку исто така и во целиот тој регион, позната како Ќиркова воденица, и токму овој викенд сакаме и младите заедно во овој подвиг ни се вклучија исто така и локалните здруженија, морам да ги споменам. Тука ни е извидничкиот одред Мирко Милески, имаме локално здружение кое што се занимава со култура и уметност, здружението Монпарнасе. Буквално направивме една мрежа од сите локални чинители, здруженија и граѓани, и за да може да организираме еден ден поминат во природа. И затоа го нарековме и Зелен ден, каде што и од најмалите па до највозрасните ќе може заедно да ја видат чистата природа, да може да уживаат во еден релаксиран ден, меѓутоа и да научат нешто повеќе за што всушност овој регион ни нуди како потенцијали и како капацитети. И сега јас би продолжила со нешто што го работевте во изминатиот период. Постојано велиме дека има заинтересирани да се вратат, да живеат од градот во селото. Најчесто се жалат на недоволни инфраструктурни решенија, нема пат, нема канализација. Младите реагираат дека нема училиште и нема здравствени установи. Не толку се жалат на неможноста за вработување, затоа што во денешно време е многу лесно да работиш и на далечина, но и да ја обработуваш сопствената земја доколку ја имаш, а поголем дел од граѓаните кои што имаат имот на село, имаат и земја. Токму тука вие понудивте еден многу убав проект дигитализација во земјоделството сега. Да, тоа е еден проект кој што е во континуитет. Исто така го работиме, иако да речам, нели, проектите ни се со одредена временска рамка, меѓутоа таму каде што гледаме дека има можност да се продолжи со работа, продолжуваме и понатаму, и токму во рамките на овој проект сакавме да го покажеме она што и вие го споменавте. Словенија особено е позната во последниве години по руралниот развој и туризам и по тоа по така наречените IT номади, односно оние кои што особено работат во IT технологијата, имаат многу можности да работат нели од дома, да работат на далечина. Она што низ овој проект ние го утврдивме е дека согласно истражувањата кои што го правевме со над 500 жители од цела Македонија, имавме резултати дека над околу 99% дека е покриена територијата на државата со интернет, што значи дека
може да се работи и кај нас исто така од далечина и да речам да се земат тие позитивни пракси од Словенија. Исто така, во меѓувреме работиме и со руралните, посебно со руралните општини, затоа што ние сме свесни дека и нивните капацитети се ограничени, како и од аспект на човечки ресурси, така и од аспект на финансиски ресурси, и затоа настојуваме да преку градењето на партнерска соработка да може да се помогнеме едни на други, па настојуваме тие потреби или документи кои што потврди документи или други потреби кои што ги имаат граѓаните, а може да се добијат по електронски пат, да тоа го направиме на најлесен и наједноставен начин, за да не се доаѓа во град, за да не се оди неколку пати, особено тука и нели процесот аплицирање за субвенции или за друг вид на финансиска поддршка, да сето тоа биде направено на еден дигитален начин и да биде многу полесно и подостапно за тие кои што се на село, а и зошто да не нели за тие кои што ќе се одлучат да се вратат на село, да можат многу полесно да комуницираат со институциите. И тука би споменал исто така и уште еден дел кој што ќе го правиме сега во проектот за кој што нели претходно зборувавме, е всушност размената на искуства. Правиме 2 екопатувања, каде што носиме млади, меѓутоа исто така и сопственици на бизнис, кои што во други региони на нашата држава, кои што се веќе развиени. Дали се тоа винари, дали се некои ресторани во рурални средини, дали е друг вид на бизнис, се со цел да покажеме дека и кај нас, ако нели доволно се вложи, може да се успее токму во рамките на руралните средини. И тоа ни е целта, како да ги мотивираме и другите кои што можеби се уште се премислуваат дали да вложуваат, дали да станат дел, да им покажеме дека има доста успешни приказни кои што ќе ги мотивираат да понатаму вложуваат во руралниот развој. И кога станува збор за руралниот развој, слушнавме во делот прилогот на колешката од Прилеп за застапеноста на жените во руралниот развој. Ви имавте проект за родовата еднаквост. Таа е клуч за економски силна рурална заедница. Да, една од стратешките цели на која што постојано работиме ни се младите и жените. Како младите да ги задржиме во руралните средини, меѓутоа и како да им помогнеме на жените да економски зајакнат и да бидат независни во руралните средини од кои што доаѓаат. И ова ни произлезе исто така како една од главните предизвици, особено во ковид кризата, каде што производителите, посебно жените, имаат доста големи загуби на економските приходи во тој период, затоа што и делили пазарите беа затворени, не се продаваше и така натака. И настојувавме постојано како може да им помогнеме да ги поддржиме во нивната работа. Мене ми е особено драго што во тој период работевме сите заедно, вклучувајќи ги институциите и меѓународната заедница и граѓанските организации, и сум особено горда на тоа што успеавме да ја искреираме првата мерка за финансиска поддршка исклучиво на жени во руралните средини. Таа мерка постои и ден денес, од 2020 па наваму, и постојано финансиските средства од година на година се зголемуваат, што на жените им овозможуваат економска слобода, меѓутоа им овозможуваат, им даваат можност уште повеќе да вложуваат во сопствените бизниси. Тоа автоматски водеше и до зголемување на процентот на жени кои што се регистрирани како индивидуални земјоделки, за да нели може да се покриваат и пензиско, и здравствено, и да целокупно биде регулиран нивниот статус. Ние и понатаму секако и во периодот кој што ни следува работиме на останатите предизвици, како што беа споменати исто така јавниот превоз, осветлувањето, сето тоа во насока на зачувување нели и на традицијата, меѓутоа и на економската активност на жените, секако соодветно платена на трудот кој што го вложуваат во руралната средина. Лилијана, јас верувам дека ние имаме уште многу да зборуваме, но предвидените минути за разговорот полека ги потрошивме. Искрено ви посакувам многу успех во се она што го работите и се надевам дека ќе имате можности да ги убедите младите, ако не да се вратат, барем да не заминуваат од селата каде што живеат. Јас ви благодарам многу на поканата, ви благодарам за можноста да ги отвориме овие теми и искрено се надевам дека и во иднина ќе имам уште многу можности да говориме токму на овие теми и преку едни вакви настани, како што е овој во сабота, на кој што ве поканувам исто така да присуствувате, да може да ги задржиме младите кои што се веќе во село, меѓутоа и да привлечеме нови. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето.